Здраво дечки, добре дојдовте на мојот канал Учиме со Мин. Пред некој ден открив еден многу добар сајт кај што може да си вежбате програмирање. Целта на ова видео е да видиме колку предизвици можам да решам во еден саат. Нема да објаснувам во детали што правам и затоа е пожелно да имате некои основни познавања од програмирање во C++. И во опис ќе ви оставам timestamps за да може да скокате од задача во задача, бидејќи видео е огромно. Сајтот е edabit.com. На овој сајт може да најдете многу предизвици кои може да ги решите во неколку програмски јазици. Јас одбрав C++ бидејќи тоа знам и еве како функционира. Имате неколку табови. Во instructions кажува што треба да се направи и како. Во код го пишуваш кодот што ќе е решение на предизвикот. Во resources имате некои дополнителни ресурси кои ќе ти помогнат во решавање на проблемот. Во solutions може да видите како други корисници го решиле истиот предизвик и во коментари може да видите што мислат други за истиот. За првиот предизвик треба само да вратиме true. Тоа е финтата со многу бело. Окей. Овде треба да се направи проверка дали бројот е помал или еднаков на 0. Во examples имате примери за тоа како треба да функционира. Тука треба да се врати збирот од два броја. Исто така многу лесно. Повеќе време му треба да го провери што да го реши. Се надевам дека ќе станат потешки овие, а и музикчио колку нервира. Следниот предизвик е да му додадеме 1 на бројот кој се дава како аргумент на функцијата. Исто така многу лесно. Ова е грешка. Ако ставив плюс пред дато, ќе беше окей, ама вака не. Во следната задача треба да се врати остатокот кога првиот број ќе се подели со вториот. Добро, значи ова треба да се подели со ова и да се добие остатокот. Епа тоа ќе иде вака. X модул Y. Ова е пресветло, ништо не се гледа. Мора да најдам начин да го потам. Ама тоа за наредните челенџи. Ова нека биде вака. Последниот пример има некои синтаксички грешки во кодот и затоа се дадени примери да видиме што треба да прави функцијата и ние треба да ги најдеме тие грешки и да ги коригираме. And there goes that.
Зезаш. Не знам кој паметен го направил сајтов да е блед вамо, ама свака му част. Како би се сменило тоа? Треба да разгледам, но сега да не трошам време. Добро. Плошчина на триаголник. Return base times plus 2. Многу е добро кај сајтов дека има готови тестови што ти го проверуваат кодот. Обично кога решаваш сам, ти треба да си ги зададеш сите тестови и да пробаш да ги опфати сите гранични случаи што може да направат проблем, како делење со нула, например, или нешто слично. Тука треба да се направи функција која ќе смени вредноста на булеанот, што е променлива која чува точно или неточно. Значи, ако било точно да стане неточно и обратно. Ако го искуцав добро. Добро. Во оваа функција треба да провериме дали еден број е делив со 100. Значи, return number model. Ова еднакво на 0. Значи, функцијата треба да провери дали бројот е делив со стотка. Ако е делив, остатокот е 0 и тоа е тоа. Тука треба да се провери дали внесениот датум е еднаков на некој веќе зададен датум, кој го имаме во задачата. Добро, значи годината воопшто не е битна, битно е само ова. Значи, return month equals и day plus 24. Значи, ова автоматски резултатот од ова ќе биде true false во зависност од тоа, така да there goes that. Ќе ме ползи музичо. Добро. Return A и B. Обично, многу повеќе време ќе потрошиш да го сватиш проблемот, отколку да го решиш. Ако има една изрека, ако знаеш точно кој ти е проблемот, веќе го имаш по решение. Тука треба да провериме дали стрингот е празен. Return Вајда вака беше функцијата, не сум 100% сигурен. Да. Тука треба да се направи проверка дали зададен цел број е делив со 5. Значи овие се повторуваат. Не гледам поентата зашто ги решавам, ама ајде.
Реков дека ќе... Аха. Реков дека ќе ги поменам сите, така да ќе виде. Абе, толку е. Чекај да видиме што има во сетинзи. Едитор. Добро. Кој да напише? C++. Sound effects. Тоа е. Тука треба да се најде последниот елемент од зададена низа. Добре, да го вратиме последниот елемент. Епа. Return array. Оп. Минус 7. Секат го уткамо, значи буквално секат. Низите во C++ почнуваат од нова, затоа мора да одземеш еден за да добиеш последниот елемент. Ако не ставиме минус 1, ќе излезе надвор од низата и ќе имаме краш. Тука треба да се направи споредба на два стринга во зависност од тоа колку знаци содржат. Добро, значи ако имаат изброј карактери, да врати true. Стопостотно ова. Да пробаме. Ова не сте го видели. Во следната задача треба да се одреди дали може една пита да се подели подеднакво во зависност од тоа колку парчиња има, колку луѓе се и по колку парчиња секој човек треба да добие. Добро. 11 парчиња, 5 души по 2 да добијат. Аха, добро. Добро. Значи return total да биде помало од колку луѓе има по колку парчиња сакате. Помало и еднакво може да тука. И за 0 чекај. Ако е total 0, return
Значи едиторов име shit. Не, ако е zero people, не. Не е най-убаво изкуцано, ама... Това как е по-в кодът. Значи, ама на едиторов име Epton Sheet. Сега е някъде користаме CodeBlocks. Ова не ни трябва. Това не ни трябва. Ако people е 0, return true. Result еднакво на true. Else if Добре, врати го резултатът. Значи ако... Добре. Йо, не знам колко ќе може да се види на вашите екрани, така да сголемим малце. Добре. Може да сголемим малко повеќе от што треба. Ама нема везе. Да копира се рамутова. Кој тест ми паѓа? Тест 1. Значи 8 ако добија. People не е 0. Осмицата. Бе, толкова еден. Добро. Овој пример е за демонстрација на тернарниот оператор во C++, кај што се проверува даден услов и во зависност од тоа дали условот е точен, се извршува една команда или друга воспротивно. Вака ли бе? Да. Понекогаш се правят некои многу глупи грешки, како претходниот пример. Ама се дешава и тоа. Во следниот пример треба да се одреди колку вкупно нозе има, ако се знае кое животно колку нозе има и колку такви животни има на дадена фарма. Не, ова.
знам се колко да множа. А защо го изкопирав? Дека ме мързи да го плантам. Chicken spot 2 плюс false 4 плюс по 4. За почетници овој сад ке е супер, затоа што има прогресија од ептен лесни до потешки. Сега, колку се потешките, чекам да видиме. Во следната задача треба да се одреди каков е аголот кој фали во триаголник. Значи, дадени се два агли и според тоа треба да го најдеме тој агол што фали и да одредиме дали е остар, прав или тап. Добро. А зашо не го направам јас? Ова. Чекај малце. Вака. Добро. Сега ова ги беше добро да се скрие. Не ми треба да го гледам. Не ми дава ни да го скријам. Операцијата успешна, пациентот мртов. Добро. Вака може да функционира. Што резолуцијата е хаос. Значи вака може да си ја гледаме задачата и плюс кодот. Да си скопирам само функцијата. Добро. Првото што треба да го најдеме е колку ни е овој. Ме нервира заграда во C++ секад се долу. Значи, int angle 3 да ти биде 180 минус 1 минус. Добро. Сега ќе го добиеме овој агол. Сега задачата вика на почеток да се остане. Резултатот ако третиот агол е помало од 90, резултат ќе биде ова. И бидејќи е стринг, ќе го ставиме во вака. Ако е еднакво на 90, ќе биде red, else, и на крај само го враќаме резултат. Абе, звер.
Добро. Значи да ги споиме двата стринга. Return first name plus ова plus Ага, обратно трябва да се увия. Значи, како одбрале тука да изгледа како disable да е чудото, свака част. Во следниот пример треба да се направи конверзија од бројче во име на месец. Пример, кец ќе биде јануари, 12 ќе е декември и така натаму. Ајде со switch ќе го решиме тоа. Да не правиме екстра спунки. Switch number. Case 0. Што се дав? Резултат. Резултатът ни биде јануари. И да го вратиме резултат. Сега, пошто ме мрзи овие сите да ги куцам. Аха, од еден ги почнаме. Ајде да пробаме една финта. Сега, во Visual Studio знам кратенки, тука не знам. Супер, Бам. Остави го сейдера, мутово. Па добро. Ајде. Зошто се замарам со ова, ако може да го направам ова. Ова е тоа, програмерското. Може да го искуцам до сега, ама идам на потешкиот начин. Save as C++ source файл на десктопот или сега ги сакам сите овие. Баш тето што не можем и бројките да ги ископирам. Ама еве ви една финта. Како побрзо да го направиш тоа. Добро. Ги имаме сега овие. Еве го и ова ќе го додадеме. Супер. Двојчек.
switch како ќе изгледа. Аха. Ама мора и ова да се додаде, пошто ќе си испука сите команди до крај. Default. Добре. Ама да е. И тоа е тоа. До сега може да го искуца, ама ето. Барем научивте нещо плюс. And I say what Сега имаме обратен проблем и треба да ги замениме имињата на цифрите со соодветните бројки. Добро. Ова ќе е многу слично на ова се што го направивме. Само што со if else би го направил. Да, со if else ќе го искуцам. Ако како беше? String. Добро. Па, уствари не ми ни треба кодблок сега за сега, што ви да си ги знам. Гледам, нещо ми е чудно. И сетера еднакво на 1. Резултат ќе биде cats. Else No. Значи може фила да го направим. А сега ако не внесе такъв стринг, не знам што треба да врати, пошто не дочитав. Ајде да видим.
Добро. Мислам дека ова што го искуцав е окей. Ајде, провериме. Ако внесе нешто друго, што нема да е тоа, ќе му врати random digit, што не е окей. Ама па вамо не вели да се направи проверка за тоа. Така да. Воля. Добро. Е сега, ако е ова точно, значи дека е cat, сакам да вратам 0. И тоа е тоа. Значи, ако се на иста редица или на иста колона, може да се напаѓа. Значи, или ова да е исто, или ова да е исто. Значи, Добро. Ајде. Маме, ова нека седи, може ќе ни затреба за подоцна. Значи во вектор ги имаме парчињата и со стринг. Вака ги добиваме, значи треба да ги земеме и да провериме. Не кажува дали има повеќе, нема. Најверојатно по 2 се секат, значи првиот топ ќе биде ова. Pieces at 0. Инако, ако не знаете, се станува збор за топови во шах. Значи, ако first rook at 0 е исто со second rook at 0 или исто само кецови. Тоа значи резултат ќе ни биде true. И да го вратим резултатот. Се ова изгледа малку крш. Ама како што реков, поентата е брзина во овој случај. Ако сакате ова малце подобро да изгледа, можете да направите нешто вака. И ова ќе биде попрегледно. За ифовите, обично препорачувам да се ставаат во ова, дури да се една команда, бидејќи може да додадеш повеќе во иднина и да запореш да ставиш заграда и да не ти ги опфати ифот и ќе ти крашне. Мислам, нема да ти крашне, туку нема да ти функционира кодот. И еве, знаете што ми текна? Ова чудо може да ми ги дава сите челенџи што ги има на сајтот, без разлика дали се easy, hard, medium. Кој знае колку решив од преска. Ај баш да провериме.
Има още малко. Вар да ги дава така. Айде, до 1,5. Во следниот пример треба да напишеме функција која ќе ни враќа точно ако во зададената низа има барем еден број што е поголем или еднаков на n, кој ни е исто така зададен број. Ова го смени во сеттингзи, ама уште стои. Значи, bool резултат. Нека биде што бараш тука, false. Треба да го изминем векторот. Шо правиш бе дете? Сошто нема автокомплит како Visual Studio. Добро е. Ова ќе ни помене сите елементи. Ако има барем еден, што е поголем или еднаков на n, значи if array at и поголемо еднакво на n, еве го случајот со заградите што го спомнав пред малку. Резултат ќе биде точно и break. Нема потреба да ги гледаме сите елементи од низата, ако веќе најдеме еден што го задоволува условот. Дали е празна или не низата, ја имаме со ова. Добро. Ако решите да ги правите овие вежби и си кодирате сами, компайлерот ќе ви кажува кај што правите грешки. Јас сега тоа можам да го видам, бидејќи сум ги направил милион пати истите грешки и знам кога ми фали точка заперка, кога ми фали заграда, нешто кога ми е грешка искуцана. Тоа можам да го видам. Ама на почетокот компайлерот ќе ви каже кај грешите. Аха, добро. Пега бе. Значи, ако бројот ние делив со 2, значи нема остаток кога се дели со 2, тоа значи дека е парен, return, even, else, turn. Обично препорачувам да се куца како тоа преска што куца вака, значи со резултат и сега да го модифицираш резултат и на крај го враќаш резултатот, да немаш повеќе ретерни во кодот, бидејќи сега за овие се мали функции, не сметав за прегледност, ама ако се огромни функции, замислите неколку екрани, тогаш ќе биде проблематично да се снајдеш ако на неколку места ти излегува од функцијата. Добро, значи ова е слично на ова сега што го правевме. На крај може и да ви ги дадам задачи да си пробувате сами ако сте заинтересирани, како еден документ. Вака интересно излезе со нотпадот. Во иднина за потешките челенџи ќе користиме или CodeBlocks или Visual Studio, но сега за сега ова е доволно. Значи што не интересира, дали може да прескокне. Значи ова мора да ни е поголемо од што и било да е тука. Или еднакво. Добро, значи така. Сега ќе ви покажам ranged for int
Ако хрдалот е поголем од jump height, тоа значи дека батката нема да може да ја скокне. Резултат ќе не биде false, а ќе почнеме со true. Значи дека може да скокне било која. Направив да враќа кога е неточно, за да можем да го брейкнем циклусот кога нема веќе потреба да ги бара сите. Ако најде едно што не може да ја скокне, тоа е тоа. Не може. Ова, тука. It gets back. Сите. Времето иде, времето иде. А уште колку има? Значи, треба да ја земем последната буква и да ја провериме дали е С. Добро. Ќе биде многу интересно на крајова на екрана ако не се гледа убаво. Джаби цело куцане. Мислам за видеото. Ово може директно со return word.add length -1. Се ова знам што правим, а не е баш најпрегледно. Затоа е подобро вака да се искуца. А ствари нема врска. Ајде. Океј си види вака. Ама дали е еднакво на С. God damn it. Добро, и ова исто е многу лесно. Значи, колку што има резултатот ќе ни биде string. Добро. Сега се дека имаме број. Ајде може и со while, чисто колку да видите. While number. Резултат плюс еднакво на хајде. И да го намалиме бројот, бидејќи никогаш нема да излезе. Return резултат. И това би требало да е това. Добро. Уште 3 минути. Треба да ми каже кога сум готов со овие easy challenge да не држи во неизвестност. Може би се бесконечни, кој знае. Дај да видиме тука што се дешава. Ово уште не ме е решено.
Ова си има, цело време ќе даде. Па што ме овој кейсот, ќе ви ги оставам другите сами да си ги решавате. Ако имате нешто проблеми за некоја, слободно оставете коментар или може да направиме втор дел од ова. Ова ми е прв пат да правам нешто вакво и би требало да е интересно. Сега ќе видиме како ќе помине едитот на видеото, бидејќи ова ќе е огромно нешто и сакам да ставам барањето на задачите на македонски јазик, бидејќи не секој разбира англиски, што во денешно време е доста чудно, ама ете. И тоа се деша. Па, тоа е тоа. Сега за сега се гледаме во следно видео.